Збор има господинот Ниче Димовски. Повелете. Да го поздравам 25-тото Генерално собрание, да ги поздравам сите делегати, оние што се дојдени од диаспората, оние што се дојдени од соседните земји. Од срце ви благодарам што сте тука. Да се надоврзам кратко на оно што го кажа Канго со една реченица. Ниедно зло не може да одолее на љубовта. Токму и затоа ги победуваме нашите непријатели. Се е кажано во говорот на мојот почитуван ментор, професорот Нестор Огинар, исто така за љубовта и една голема вистина која накратко во неколку реченици ќе ви кажам. Најголемиот проблем што целиот свет и Европа е свртена против нас е проблемот нивниот замислен идентитет, егото. Зошто? Бидејќи Македонија е прво формирана држава на европскиот континент 814 година пред раѓањето на Исус Христос. 2829 години постои името до овој миг. Тоа е најголемата болка на светот, најголемата болка на Европа. Сите тие големи сили не сакаат да го признаат тоа. Кога ние јадевме на маса со нож и вилушка, тие беа во пештери на земја. Во тоа е болката. Не заборавајте, секогаш, од секогаш и за секогаш сме постоеле поради тоа што нашите непријатели жестоко не удирале. Колку повеќе не маваат, толку сме посилни. И затоа, од секогаш сме постоеле, постоиме и ќе постоиме. Ќе постоиме вечно, бидејќи е вечно и Светото писмо, во кое сме спомнати 39 пати. Во тоа е болката, бидејќи тогаш тие не постоеа. Немаше како да бидат запишани, бидејќи тие нема идентитет. И затоа нивниот замислен идентитет им прави проблем. Да знаете дека тие секогаш ќе бидат против нас, но ние ќе ги убиеме со најопасното оружје, со љубовта, бидејќи, како што кажав, ниедно зло не може да одолее на љубовта. И само да ви кажам, да се засакаме за да постоиме, да ги сакаме нашите најголеми непријатели, да ги сакаме сите оние што прават зло, бидејќи од нив учиме. Ви благодарам, да сте живи и здрави.